Човечкиот фактор е најчест причинител за појава на пожарите, а најризични се подрачјата околу земјоделските површини. Ова го покажуваат анализите на локалниот граѓански активизам Плачковица, кој подготви стратегија за заедничко делување на Штип, Карбенци, Кончи и Радовиш во превенцијата од пожарите на отворено. Како клучни превентивни мерки од невладиниот сектор ги издвојуваат дефинирањето на ризичните зони и формирање на пунктови за брза интервенција. Превентивните мерки се дефинирање на зони, пробивање на патишта, расчистување на оние места каде што има потенцијал за развој на пожар, санирање на земјоделските земјишта, да речеме, плюс ке да се подигне јавната свест, значи забрането спалување на земјоделски отпад, забрането спалување, нели да речеме, во шумските предели и да речеме пунктови, точки кои што ќе видат за поддршка во случај на супресија, односно во случај на справување со пожари. Во овие 4 општини опфатени со стратегијата само Штип и Радовиш имаат противпожарни единици. Иако кадар има, надлежните предупредуваат дека е неопходно доопремување на единиците, особено во делот на раното откривање на пожарите. Командирот на штипските пожарникари посочува дека недостатокот од допрема е сериозен предизвик. Недостасува дронови, значи на усовршување и откривање на раните пожари, ќе недостасува опрема од мешиња, напртњачи, метли, возила. Според анализите на национални шуми, само ова лето во пожарите што ја зафатија државата изгореа околу 17.107 хектари, а штетите се околу 50 милиони евра. Годинава најголем и најсилен беше пожарот на планината Готен Радовишко, каде вкупно биле опожарени 1948 хектари, а проценетата штета изнесува околу 224.000 евра.